Од 1946 до 1960 година во некои места во Јужнобанатскиот округ постоеше севкупна настава на македонски јазик. Од 1960 до 1976 година постоеше само македонски јазик како предмет за македонските деца во повеќе места во Јужен Банат, а од 75 година само во Јабука се учеше македонски јазик како јазик на општествена средина. Го изучуваа припадниците на сите народи и малцинства кои живееја во оваа населба. Македонскиот јазик како јазик на општествена средина е укинат во 1994 година. Со формирањето на Националниот совет се создадоа услови за институционално работење во областа на образованието на припадниците на македонската заедница во Србија. Согледувајќи ја потребата за изучување на мајчиниот јазик, Националниот совет организира и спроведува курс за изучување на македонскиот јазик и неговото писмо под име Добре дојдовте на македонски јазик. Курсот траеше 40 часови, го изведуваа професори по македонски јазик и беше организиран во над 10 места во цела Србија од 2007 до 2011 година. Во периодот 2006-2007 година Националниот совет направи тим во состав професорките Блага Панева и Јадранка Клисарова од Скопје и Јован Радески од Јабука, кој што ги подготви плановите и програмите за предметот македонски јазик со елементи на националната култура, традиција и историја од прво до четврто одделение. После нивното дополнување во 2010 година, во 2011 овие планови и програми се усвоени од страна на Националниот просветен совет и се објавени во службениот просветен гласник на Република Србија. Веќе наредната 2012 година формирано е едно одделение во основното училиште Гоце Делчев во Јабука. Во наредните години изборниот предмет македонски јазик со елементи на национална култура воведен е и во основното училиште Жарко Зренјанин во Качарево, Моша Пијаде во Гудурица, Доситеј Обрадовиќ во Пландиште, Јован Јовановиќ Змај во Хајдучица, Велјко Влаховиќ во Нови Сад, Јован Стерија Поповиќ во Вршац, а од училишната 2015-2016 година убедливо најголем број на ученици кои го изучуваат македонскиот јазик како изборен предмет се во основните училишта Коста Стаменковиќ во Лесковац и Бора Станковиќ во Богоевце. По усвојувањето на овие планови и програми се стекнаа и услови за изработка и печатење на учебници од страна на Заводот за учебници на Република Србија, па така во 2014 година излезе од печат и првиот учебник за прво одделение за паралелки со настава на српски јазик, во 2015 учебникот за второ одделение, во 2017 година и учебникот за трето одделение. Согласно измените на Законот за образование, од 2018 година формирана е нова работна група на чело со претседателката на Одборот за образование Маре Карамфиловиќ, која што изработи нови планови и програми, што според новиот закон се изработуваат со исходи. Сите планови и програми од прво до осмо одделение се усвоени и објавени во службениот гласник на Република Србија, а започната и процесот на изработка на нови учебници. Националниот совет на сите ученици им обезбедува учебници, како и школски прибор и други потребни материјали за успешно одвивање на наставата. Во училишната 2024-25 година над 300 ученици се запишани на изборниот предмет македонски јазик со елементи на националната култура. Постојано од започнувањето на овој процес од Македонија се побарувани учебници, лектири и помошни учила и материјали. Иако до таква соработка се уште не дојде, од 2014 година на учениците им беше овозможено заедно со своите наставници да учествуваат на летните и зимски кампови Ја сакам Македонија во организација на Македонското министерство за надворешни работи, но и оваа активност за жал е прекината. Од училишната 2005-2006 владата на Македонија доделува стипендии за студенти припадници на македонското национално малцинство кои сакаат да студираат на македонските универзитети. Досега со посредство на Националниот совет запишани се повеќе од 200 студенти.